А Ирлија нека ја работела. Колку е првата класа, колку е втората, колку е третата? Не може. Треба поголема конкуренција меѓу комбинатите, за да може да се створи надпревари, па цените да се креват нагоре. Така? Нешто треба да се направи. Погорна дрва, прва класа е. Добар ден. Добар ден. Почитувани представници на медиумите, ова изјава ја даваме од Тутунскиот комбинат од Прилеп. Денеска заедно со министерот за земјоделие, мојот советник за земјоделие, директорот на инспекторатот за земјоделство и други луѓе од институциите сме во посета на Прилепскиот регион. Од утрово поминавме на откупниот пункт на Сокот Табак во Кривогаштени, сега сме на откупниот пункт овде во Тутунскиот комбинат во Прилеп. А сакам навистина да го споделам тоа што го разговаравме со граѓаните. Ова е убава година за тутунопроизводителите заради тоа што има добар квалитет на тутунот. Просечната цена која што се постигнува барем до сега со откупот е 209,5 денари, заедно со субвенцијата која што е обврска на владата и во рокот ќе се исплати, се добива некој просек од 269 денари, тоа се 4,4 евра. Приходи кои што можеме да кажеме дека се достоинствени приходи. Разговаравме со земјоделците, тенденцијата е секогаш да има и уште подобри цени, но споредувајќи го минатото со денеска она што се случува, навистина трендот на покачувањето на цените е задоволителен. Јас можам да кажам дека она што земјоделците го кажуваат од 10 хектари, ако се произведува некој 1600 килограми или од декар 160 килограми, тоа значи некој 7000 евра приход за земјоделците, имајќи во предвид дека просекот кој што се работи е од некој 7 до 8 декари по семејство, 5000 евра приход некој по семејство од тутунопроизводителите кои што професионално се занимаваат со производството на тутун. Мене ми е важно заедно со владата да продолжиме во трендот на продуцирање, на зголемување на побарувачката за тутунот. Тоа значи дека мораме да отвориме нови перспективи за Тутунскиот комбинат. Тутунскиот комбинат ќе има своја иднина преку тоа што ќе се отворат постапките за негова трајна трансформација, каде што ќе зголемиме и количините на откуп, но и на количините на финалниот производ. Драго ми е што влегуваат веќе нови компании. Фирмата Мисириан од Грција е веќе нов склучувач на договори кои што ќе почнат од март. Тие отворија веќе фирма Мисириан Доел во Струмица, ќе откупува и во Струмичко-Радовишкиот регион, но и во Прилепскиот регион. Што значи тоа? Тоа значи зголемен број на откупувачи, зголемена побарувачка, која што во просек ќе дига цената, односно на крајот на денот поголемиот дел од заработката да останува кај тутунопроизводителите. Драго ми е што откупот се одвива организирано. Откупот се одвива буквално и контролирано. Нема незадоволни, нема лоши чувства како што сме знаеле да ги видиме низ годините. Веројатно е тоа заради побарувачката, но веројатно е тоа и заради убавиот квалитет на тутунот. Јас се надевам дека сите заедно како чинители во општеството ќе продолжиме да бидеме фокусирани на оваа дејност, заради тоа што 30.000 семејства од Македонија живеат од тутунот. Тоа се повеќе од 100.000 граѓани кои што директно екзистираат од оваа земјоделска гранка. За Прилеп и Прилепскиот регион знаат сите во Македонија колку е тоа важно. Од идната година почнуваме со измените и дополнувањата на законот, а тоа значи воведувањето на растот на субвенциите, односно мотивирачкиот, стимулативниот ефект кој што субвенциите треба да го постигнат. Знаете дека за прва класа со промените на законот кои што оваа година ќе се донесат, а ќе важат веќе за новата седбина сезона и она што идната година ќе се предава на откупните пунктови, ќе биде 80 денари субвенции за првата класа и 70 денари субвенции за втората класа. За третата класа и подолните останува 60 денари. Ова го најавувам дополнително за сите тутунопроизводители како дополнителна мотивација, не само да произведуваат тутун, туку и да произведуваат колку што е можно поквалитетен тутун, знаејќи дека ќе земат и поголеми субвенции. Остануваме максимално фокусирани заради тоа што нашиот народ живее од тутунот.
Ке го поддржуваме и понатаму земјоделството, надевајќи се дека и младите генерации ќе бидат доволно мотивирани да продолжат со производство и на храна и на сите останати земјоделски производи како што е тутунот. Поведете. Во однос на забелешките од тутунарите за цената за откупните цени, зборуваме, што може државата да направи тука да се зголемат откупните цени со оглед на тоа што главно забелешките се во тој дел? Тоа што го разговаравме беше разликата на цените меѓу првата и третата класа. Првата ако е 280 денари, третата класа е 145 денари, навистина е голема разликата, втората класа е 190 денари. Она кое што ќе представува јавна дебата заедно со стручната фела е како да ги намалиме тие разлики помеѓу класите, но најважниот дел е како да продуцираме зголемена побарувачка на тутун од откупувачите. Тоа значи прво самите постојни откупни фирми да имат дополнителна побарувачка, но и да донесеме нови, како што веќе доаѓаат во Македонија. При една компетативна, конкурентна фаза, сите ќе се надпреваруваат кој да го добие тутунот. Ако при ваков надпревар имаме исчекор кој што сите ќе го очекуваме, тоа ќе значи на крајот ефект дигање на просекот на цените за тутунопроизводителите. Оваа цена која што сега е постигната е 209,5 денари. И не можеме да се пожалиме. Секој пат можеме и повеќе. Тоа е вечна борба, но се надеваме дека навистина ќе ги следиме пазарните механизми, државата овде да асистира и да помага секогаш кога ќе се случуваат турбулентни периоди, но мене ми е драго што навистина квалитетни пари ќе останат кај земјоделците за да можат да одат и во проширена репродукција, а секако и да водат грижа за екзистенцијата на своите семејства. Дел од политиката во земјоделството е обезбедувањето на системите за наводнување и водоснабдување. Годишно по 10 милиони евра владата издвојува веќе средства и во програмите и во новиот буџет се предвидени за новите системи за наводнување. Ако зборував дека се произведува 160 килограми во просек од декар или 1600 килограми од хектар, можеме да стигнеме и повеќе од 200 килограми или 2000 килограми од хектар, ако системи за наводнување има по полето. Тоа не е на сите јасно. Гледате дека се работи за зголемување поголемо од 30%, само ако има системи за наводнување. Тоа не е јасно на нас како влада, затоа ќе инвестираме сериозни квалитетни системи, квалитетни пари за системите за наводнување.